Заедно со нас, благодарам за информациите. И сега во 2011 година на нашето убаво Скопје, за прв пат му се случи Скопје Дизајн Вик, таа 2011 се запознавме со декодирањето на поимот дизајн и можностите и предностите кои ги нуди. Веќе наредната година оваа недела на дизајн помогна да се разбере дека е понудена можност за представување пред домашната публика, но и можност за пристап до меѓународната сцена. И така полека, но сигурно стигнуваме до оваа 2013-та, кога од 1 до 6 октомври повторно на оригинален начин ќе бидеме воведени во светот на дизајнот. За овогодинишното трето издание на Скопје Дизајн Вик 2013-та, ова утро разговараме со програмскиот директор Марта Грнарова-Нумовска. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Марта, во самата најава кажа што оваа недела на дизајн и понуди во своите први две изданија, па така сосем разбирливо оваа година се очекува да биде потврден изградениот идентитет и квалитет. Па, се надеваме, морам да признам дека сум под импресија на колегата со временската прогноза, кој што кажа дека ќе врне, меѓутоа се надеваме дека можеби нешто ќе се смени. Инаку надвор од тоа, навистина се чувствуваме прилично спремни да покажеме дека во изминатиот период од 3 години навистина работиме на новини, работиме на развивање на самата платформа и на она што го нуди, бидејќи Скопје Дизајн Вик не е само она што се случува за време на тие 6 дена, инаку иако се работи за една навистина обемна програма и разновидна, исто така има и активности во тек на целата година. Така, што е со овогодинешниот концепт? Програмата која обликувавте вклучува 5 работилници наменети за сите оние кои сакаат да го надградат својот бренд. Па пред се, значи, иако имаме најразлични содржини, главниот дел се однесува на работниот дел, да речем, од фестивалот. Покрај тоа што еден основен белег се самите изложби, кои што се комерцијални во приземјето на Куршумлијан експозона и гостувањата и домашниот дизајн е представен на горниот кат во Куршумлијан. Значи станува збор за над 50 изложби сами по себе. Акцентот е секако во оној дел од денот кога е работен, помеѓу 10 и 17 часот се случуваат многу работилници и предавања. А минатата година земја во фокусот беше Финска, оваа година тоа е Швајцарија. Верувам дека тоа е така затоа што Швајцарија е една од водичките сили кога станува збор за дизајнот. Секако, минатата година беше Helsinki Design Capital of the World и тоа беше причината што Финска ја одбравме како земја во фокус. Целта е секоја година да го представуваме некоја движечка дизајн сила од светот заради едукација, заради споредување на ситуацијата. Швајцарија во секој случај една од земјите која што не сме да се изостави, лидер и во однос на производи и во однос на светски брендови, во однос на новитети во дизајнот. Нашиот пристап при представувањето на земјите во фокус е да се представат дизајнери кои што се уште млади со кариера во подем, меѓутоа веќе докажани. Значи не се оди на представување на некои звезди, да речем, во областа на дизајнот, затоа што сметаме дека значи прво се што се случува кај нас е бесплатно. Целта е да се разменуваат искуства, да се работи заедно. Оваа година сме многу пријатно изненадени од ентузијазмот на сите гости од Швајцарија, бидејќи сите сакаат некако дополнително, покрај тоа што се тука со своите изложби, да бидат вклучени. Така да многу од нив организираат најразлични работилници, некои дојдоа порано да спремат инсталација, при што сакаат не да прикажат дел од своите производи, туку да живеат малку овдека, да го сватат менталитетот и на база на тоа да направат своја изложба. Нумовска, Скопје Дизајн Вик пред се темелни изложување на работата на дизајнерите. Што е со оној неформален дел од програмата? Значи, покрај работниот дел, постои неформален дел во попладневните и во вечерните часови. Целта е да се донесе се повеќе публика, бидејќи и за време на вечерните часови се изложбите отворени
Оваа година во попладневните часови имаме дизајн на храна, имаме food corner, по организација на Барбакан и Горење и во вечерните часови имаме богата музичка програма со гостување на бендови од регионот кои што повеќето од нив прв пат доаѓаат во Македонија, така да ова можам да го најавам како една причина повеќе да се биде во Куршумлија. Дефинитивно. Морам да ве прашам каков е интересот за дизајнот кај македонците? Каде Македонија се наоѓа на таа светска мапа за дизајн? Дизајнот во Македонија е нешто што се уште треба да се развива. Ние имаме огромна традиција во тој поглед, имаме огромен потенцијал. Дизајнот е нешто што е додадена вредност на македонските компании и е неопходно да се соработува и да се размислува во насока да се креираат модерни, современи производи кои што би биле пласирани на европски пазари, а не само да се работи некаков сабконтрактинг или лон систем, така да е во подем и очекувам дека се повеќе следните години ќе има соработки помеѓу компаниите и дизајнерите и ќе слушнеме успешно приказна дека некоја компанија се пласирала некаде. Она што последно го забележав е тоа дека преди известно време беше почетокот на производството на прототипи на македонски мебел кој произлезе од работилницата, поддржано од Министерството за култура на Македонија и амбасадата на Кралството Холандија. Што се случува со процесот на овие производи? Да, значи ова е една од работите кои што се случуваат помеѓу два фестивали, една од работилниците, многу значајна, затоа што ако беше целта на Скопје Дизајн Вик да се не само да се поврзат дизајнерите со бизнес секторот, исто така и многу битен едукативен момент има. Така да ова беше шанса за млади дизајнери или студенти во соработка со ментори да дизајнираат парчиња мебел во само 10 дена и после тоа има шанса да бидат изработени прототипи. Нормално беа вклучени во целиот процес на изработка. Резултатите ќе бидат изложени на самиот фестивал. Неодамна Скопје Дизајн Week заедно со Тиквеш објавија и меѓународен конкурс за дизајн на етикета. Наградените ќе бидат прогласени за време на ова годишната недела на дизајн. И сега во каква насока се движат сите оние дизајни кои што пристигнаа до вас? Сега детали не би сакала да откривам, тука би сакала да потенцирам нешто што од самиот почеток ние го имавме како идеја за соработка со компаниите, која би била нашата додадена вредност во соработка со нив. Многу сме среќни што Тиквеш тоа го препозна. Ова е една одлична можност да се опипа пулсот. Ние сме навистина фасцинирани од одзивот. Значи имаме преку 250 дизајнери, меѓутоа секој од нив има некои по 7 решенија испратено од буквално од целиот свет. Нормално со акцент на регионот и на Европа, меѓутоа буквално од сите континенти, така што не е лесна задачата на жири комисијата, која што е од регионот, не е само од Македонија и со нетрпение очекуваме да видиме што ќе се случи во недела. Да, 250 кредитни решенија. Ќе дознае, не и ќе дознае во широката јавност. Така, кажете во најавата дека оваа трета година ќе го потврдите квалитетот кој што го имате. Кога пред 3 години почна се и сега кога ќе видите од оваа дистанца, колку сте задоволни од фидбекот кој што го добивате? Сме задоволни. Сите овие резултати, интерес, соработки се доказ дека работите се движат понапред. Например, минатата година во второто издание прв пат беше промовирана експозоната како момент. Тука целта е да се прикажат македонските компании, да го сватат Скопје Дизајн Вик како едно место каде што ќе можат своите новитети да ги прикажат и да видат во нас платформа кај што би можеле и пошироко да постигнат успех. Многу битен елемент е самото регионално поврзување помеѓу слични фестивали како Скопје Дизајн Вик. И тука имаме одлична соработка со фестивалите од регионот, од Балканот.
одиме во следниот период и чекор понапред со се повеќе фестивали и од Европа, така да тоа е една заедничка работа, би рекла, за полесно етаблирање пред се на Македонија како дизајн дестинација и на самите дизајнери и на македонските компании и позиционирање, значи не само како земја со ефтина работна сила, туку и како земја која што има оригинални идеи, може навистина нешто добро да излезе од тука. Но сигурна сум дека може. Апсолутно. Но на крајот ми станува само да ве замолам да ги поканите сите уште еднаш од 1 до 6 октомври и да ни кажете каква приказна ни очекува оваа година. Па, би сакала, значи, цела јавност да ја поканам од 1 до 6. Значи, влезот е слободен, може да се доаѓа, нашето искуство од минатите години е дека тие што доаѓа буквално секојдневно, затоа што цело време нешто различно се случува. Пред се би ги поканила сите оние кои што се интересирани за да слушнат што е ново во светот на дизајнот, како да се развие бренд од ништо, како да се пласираат производите на светските пазари, уште многу значи искрени искуства, практични искуства, не теоретски предавања да повелат во оној работен дел помеѓу 12 и 16 часот. После работа нудиме музичка програма во соработка со British Council и нудиме дизајн на храна, значи секој ден нови доживувања гастрономски во малку поинаков облик, а навечер исто така да уживаме во музиката заедно. Момска, ќе ви се заблагодарам за одвоеното време и за разговорот, ќе ви посакам многу успехи и се разбира ќе ви се заблагодарам за тоа што слова недела на дизајн нашето Скопје го направивте уште поубаво. Ви благодарам. Ви благодарам. Така го гледате тоа. Ви благодарам уште еднаш.